Четврток 18 часот и 15 минути, локална програма на Вистинска телевизија Скопје ми е дома. Почитувани гледачи, добре дојдовте. Вечерва имам чест да разговарам со универзитетскиот професор Јове Кекеновски. Така е, долгогодишен универзитетски професор, меѓутоа и човек кој што целиот свој живот и целото свое делување досега бил активен чинител во политиката, во локалната самоуправа, во органите на локалната самоуправа и секако во општествено-политичкото делување, како во Македонија, така и во Скопје, во главниот град. Со професорот Кекеновски секако ќе опфатиме теми од локално значење, ќе поразговараме малку за Скопје низ минатото, за Скопје денес, за перспективите, идните перспективи, идната визија за главниот град. Како професорот денес е вклучен во локалната самоуправа и кои планови и идни амбиции ги има тој. Нема да должам во најавата, ќе го поздравам мојот вечерашен гостин, професор Кекеновски. Ви благодарам првично што прифативте мојата покана да бидете дел од локалната програма на Вистел. Како сте? Благодарам, најнапред дозволете ми да се заблагодарам на прекрасната најава. Одамна немам слушната оваква најава. Меѓутоа исто така и да се заблагодарам на поканата. Ние се договараме неколку пати, меѓутоа поради нашите секој со своји обврски, добро е што конечно го согласивме терминот и ќе проговориме вечера малку повеќе на сите оние прашања кои што сметате дека треба да ја заинтересираат нашата публика, па и едноставно да кажеме нешто, некои новини кои што ни се случуваат во последно време. Така, меѓутоа фокусот ќе ни биде ставен секако на Скопје, Скопје како наш, како ваш дом. Доктор по политички науки на дисертација на тема учеството на граѓаните во политичките процеси на локално ниво, на кое што мене ми остави впечаток. Меѓутоа, вие сте били председател на Советот на град Скопје од 1995 до 96 година, сте биле подоцна председавач на град Скопје и председател во органите на локалната самоуправа, па државен секретар во Министерството за животна средина и многу други функции позади вашето име. Она кое што е битно и клучно вечерва, тоа сето сакам да го поврземе во темите и прашањата кои ќе ги отвориме токму за локалните теми поврзани со главниот град. Што е најважно, професоре, за обезбедување на една ефикасна локална самоуправа, транспарентна локална самоуправа како таква денес и дали постои во главниот град? Најнапред морам да ве коригирам, рековте председавач на собранието, значи во тој период од 95 до 96 година сум председател на собранието. Тоа е првата функција, фактички тоа беше со оглед на комуналниот систем кој што функционираше, тоа беше прв меѓу еднаквите, пандан на денешен градоначелник, иако пред тоа бев и подпредседател на собранието на град Скопје и во меѓувреме во еден краток период и секретар на тогашната скопска општина Чај. Значи во локалната самоуправа поминав повеќе од 12-13 години и во тој период бидејќи магистрирав и докторирав беше навистина неумесно да земам некоја друга проблематика кога веќе ја имам кога веќе ја знам, кога веќе ја работам таа проблематика. И магистрирав исто така нели на политички науки и на локалната самоуправа. Како што ја споменавте, многу интересна тема која што е актуелна и ден денеска, бидејќи за жал ние често пати говориме за граѓанска партиципација, меѓутоа таа граѓанска партиципација речиси да нема ништо. Многу пати сме укажувале, сум давал многу бројни решенија во своите написи, во своите трудови кои што ги презем, па дури и во мојот учебник имам посебен дел за тоа. Така да некако сме инфериорни, некако сме зачмаени како граѓани, немаме една граѓанска активност, имаме на некој начин доминира таа, би рекол се, да не навредам, некој подданичка политичка култура и се чека да им биде сервирано, како ќе им кажат така да направат, ако ги викнат на состанок да отидат на состанок, меѓутоа нема голема активност. Јас се радувам што се повеќе и повеќе се раѓаат невладини организации кои што ја разбрануваат таа локална јавност, има кои што сериозно посветуваат внимание на овој сегмент и на некој начин ја подигаат свеста кај граѓаните за нивна поголема активност и поголемо учество во
посебно во процесите на донесување на одлуки кои што се од големо локално значење. Бидејќи што се случува? Вие ќе изберете со оглед на пропорционалниот систем кој што ги имаме, политичките партии ќе предложат нивни кандидати, ние ќе ги избереме тие кандидати од листите. Прво, најголем дел од нив за жал не ја познаваат таа проблематика, многу мал дел се едуцирани да ја знаат. Тие се само една обична гласачка машинерија која што оди на состаноците и сето она што ќе го во најголем број случаи го предлага нели градоначалникот како извршен орган на општината, тие или го гласаат или амблок го одбиваат. Така е нивна политичка партија го поддржуваат максимално, не одејќи сметка за рационалноста, да речеме, за ефикасноста, за функционалноста на тој проект. И за жал тоа ни се повторува со години наназад. Ретки се градоначалниците кои што наоѓаат заеднички јазик со советниците и од опозицијата и од позицијата. Ретки се и, би рекол, совесните и свесните советници кои што за доброто на граѓаните не ги слушаат некогаш партиските наредби и треба да не ги слушаат, бидејќи сепак ова е една жива материја од која што сите тие, бидејќи советниците живеат во тие општини, функционираат, нели, во тие општини ги знаат проблемите и не може некој од партиските раководства не може и не смее да им наметнува како тие ќе гласаат по однос на одредени одлуки, меѓутоа за жал нели со оглед на тоа дека кај нас доминираат политичките партии, нели велиме често пати имаме партитократија, за жал вкоренета во сите сегменти на општествениот живот, ни се случуваат и такви работи каде што сериозни, да речеме, проекти пропаѓаат токму ради тој политички анимозитет. И сега не можете да имате ефикасна локална самоуправа во една таква ситуација. Треба да се промени свеста, да се промени менталитетот, односот да се промени, а од друга страна, сигурно, за да биде поефикасна една единица на локалната самоуправа, потреба е и голема помош од централната власт. И ова што се случи во последно време со земање на кредит, наменски кредит, посебно за единиците на локална самоуправа, мене навистина ме воодушевува. Јас не знам кои проекти и како и колку средства се доделени во општините, меѓутоа мислам дека ќе направат направена една сериозна правилна распределба каде што се финансираат оние капитални објекти кои што се нужни и неопходни за самата општина за да може нели да се подобри животот на граѓаните во таа општина. Начално ми го одговоривте моето следно прашање, тоа е колку градоначалниците и советниците, односно оние кои се представници токму на единиците на локалните самоуправи треба да бидат имуни, така ќе кажам, од политичките структури, од партиските штабови. Да, треба да бидат имуни. Меѓутоа, за жал, се уште не се ослободени комплетно од тие партиски стеги, негде повеќе од очигледна таа нивна зависност, таа нивна послушност, тој поданички менталитет или поданичка политичка култура, како што кажав претходно. Меѓутоа, имате и градоначалници кои што не би рекол да употребен тежок збор пркосат, туку едноставно се достоинствени во своите намери, желни да го исполнат, знаат како да го исполнат и се борат за своите идеи и успеват. Тие секогаш успеваат, верувајте дека. Колку на следните локални избори граѓаните ќе бираат човек, а не градоначалник избран од партијата кој што ќе биде кандидат? Па знаете, се менува тој однос, бидејќи порано исклучително се гледаше да се избере партиски кандидат. Сега мислам дека малку е променета таа состојба, веќе граѓаните стануваат посвесни, сакаат да бидат поактивни. Едноставно го гледаат тој, би рекол, надпревар промеѓу градоначалниците. Тие знаат што направил претходниот градоначалник и ако е успешен, без разлика од која политичка партија, тој ќе си ја добие повторно довербата, бидејќи имаме градоначалници кои што се по 2, по 3, па дури мислам ако не има и 4 мандати, што значи дека граѓаните не гласале секогаш партиски и добро ќе биде да во иднина имаме што е можно поголем број на такви кандидати кои што ќе се докажуваат пред граѓаните и ќе остварат сериозни резултати и со тоа да го подобрат нели животот во своите локални средини.
Професоре, сте биле дел од локалните политики, донесувањето на истите пред 30 на години. Да направиме една паралела, како се одвиваше процесот тогаш, како денес? Не можеме да направиме се променија ли многу работите? Па не, очигледно дека е променето многу, бидејќи 90-те години ние функциониравме во еден систем кој што го наследивме од поранешна Југославија. Говорам од 90-та па некаде до 95-та година, кога за прв пат се донесе законот за локална самоуправа, бидејќи ние функциониравме по оние превземени закони во тој период. Тешко се функционираше, поготово што на одење тогашната извршна власт под раководство на премиерот тогаш Григорije Гоговски ги одзема надлежностите на единици на локалната самоуправа, бидејќи ВМРО ДПМН убедливо победи во многу, па меѓу другите и во Скопје, и рече си да 4-5 години беа развластени општините. Од друга страна, изворните приходи беа многу мали на општините, буџетите беа многу мали, сега се зголемени многукратно повеќе. Јас сега не се сеќавам бројките, меѓутоа навистина беше многу тешко да се функционира во тој период, меѓутоа без разлика на се, јас ќе речам дека ние пак во тој период успеавме со судни маки, меѓу другото да го изместиме, да речеме Вардариште во Дрисла, Водњанска да направиме, да прошириме голем број на улици. Денеска им е многу полесно на денешниве градоначалници, на денешниве совети, меѓутоа мислам недостасува оно ентузијазам кој што го имавме ние. Ние бевме во ситуација да бидеме, говорам сега од аспект на председавач на Советот на град Скопје, бидејќи од 96-та година до 2000-та бев председавач на Советот на град Скопје, ние буквално мислам дека со нашето действување го дигнавме тогашниот градоначалник Пенов во висините, бидејќи сериозно му ги коригиравме неговите програми и кои што тој ги немаше, нели, ги предлагаше на Советот, меѓутоа ние без разлика на политичката припадност, бидејќи мислам дека тој беше и најакиот состав на Советот до сега кој што имал градот Скопје, каде што сите едногласно дишевме и се грижевме за Скопје, немаше политичка припадност. На почетокот првите 5 месеци имавме турбуленции, меѓутоа кога седнавме, кога се договоривме да функционираме, и тој е најуспешниот состав, и мислам дека тој состав е благодарение на тој состав Пенов повторно стана градоначалник, бидејќи Советот како коректор многу направи да тој реализира голем број на објекти, голем број на проекти во тој период, и на некој начин го почнавме да го обновуваме Скопје. Денес во Советот на главниот град гледаме повеќе несогласувања, препирки. Еве конкретно за урбанизацијата во централното градско подрачје, моето следно прашање за вас, дали Скопје се менуваше? Факт е дека се менуваше низ текот на годините, се смени сликата на главниот град. Кој е вашиот став? Како се развиваше градот? Дали тоа се правеше со визија или сепак беше хаотично? Не, јас мислам дека тоа беше хаотично. Затоа што голем дел од градоначалниците, посебно во последниве, да речем 15 на 20 години, отидоа во крајност. Тие буквално го бетонизираа Скопје. Не ги знам мотивите, меѓутоа навистина е жално на прекрасни зелени површини вие да ги пренаменувате за колективно домување, колективно станување, да градите такви згради, монструмни згради, би рекол, кои што утре не можете да ги одржувате, и да го сведете зеленилото и сообраќајот на вакво ниво на кое што сме сега. Впрочем, гледаме што не се случува во Чаир, гледаме што се случуваше во Аеродром и голем број на други општини во градот Скопје и населби во градот Скопје. И јас тоа не го прифаќам, сум пишувал многу околу тоа и секогаш сум бил против, бидејќи сметам дека со деталните урбанистички планови навистина се претера ради лукративни интереси на дел од советниците, па и градоначалниците, слободно можам да кажам, тие се предлагачи на тие детални урбанистички планови, и доколку има некоја сериозна институција која што ќе се позанимава на кој начин тие советници... Има ли денес таква?
Па мислам дека има сериозно има, бидејќи ниту еден детален урбанистички план не поминува без некој интерес во позадина. Од друга страна, колку граѓаните имаат реална моќ врз исправка на таквите урбанистички планови? Па имаат малку поголема моќ, меѓутоа не е доволна, бидејќи еве гледате што се случуваше во неколку скопски населби, неколку скопски општини кога се предлагаа детални урбанистички планови, па тие реагираа кога имаше јавна расправа, па на тие јавни расправи може ќе помине, меѓутоа дали тие забелешки ќе бидат вградени, тоа е друго прашање. А од друга страна и други се пак треба да се треба и сигурно да бидеме објективни и да прашаме па колку се пообјективни и тие забелешки. Меѓутоа е сигурно дека треба да излезе на јавна расправа, треба да имате една сериозна, една издржана јавна расправа и онаму каде што не ја бива работа, каде што не можете да вцртате маркица, не можете да вцртувате по секоја цена со сила, со закана или пак со да речеме со директни уцени кои што доаѓаат кон голем број на советници. Тоа го имало и не би сакал тоа сигурно да се повторува во иднина, меѓутоа чинам дека уште долго време ќе не прати. Од друга страна, главниот град чином секоја година е веќе меѓу првите 5 места по бројот, односно по загадениот воздух, како на европско, така и на светско ниво. Што се превзема еве по повод тоа прашање, како дел сте биле, односно па знаете што, средина, па? Јас во тој период додека бевме ние тоа, значи наназад од 95-те речиси 30 години, може би немаше таква урбанизација, меѓутоа од друга немаше ни толку сообраќај, меѓутоа чинам дека не е само до сообраќајот, имате голем број на мислам дека загадувањата доаѓаат од голем број на некои работилници кои што топат олово, кои што топат, да речеме, други материјали кои што се канцерогени, кои што го загадуваат. И на тој план нешто се превзема, меѓутоа мислам дека не е доволно. Од друга страна, тука сигурно дека треба да помогне и Министерството за заштита на животна средина, кое што издава дозволи, меѓу другото, нели, за вакви дејности, за да можат да функционираат. Меѓутоа мора да се води строга контрола. Ние честопати велевме дека порано работеше Усје, кога што се сеќам, бидејќи железара, дури и железара кога работеше, ние немавме вакво загадување како што го имаме сега. А сметете дека железара не работи, дека во меѓувреме голем број нели на отпади од каде што се топат тие кабли, еве случај со Вардариште, сега што ни се случи каде што освен загадувањето можеше да настане и голема трагедија. Еве градоначалникот на Газиба актуелниот вети дека ќе стане Вардариште еден голем зелен парк. А Вардариште беше зелен парк, меѓутоа зошто се запусти, навистина не ми е јасно и претходните градоначалници сигурно сносат голема одговорност во тој дел. Бидејќи таа као депонија беше затворена одамна, се направија дури одредени објекти таму, меѓутоа се продолжи со депонирање на некои структури, некои персони, мислам дека се уште таму депонираат и тоа мора да биде забрането. Во најитно, уште вечерва да биде по можност. Преку вашата професија сте директно непосредно поврзан со младиот човек денес. Моето следно прашање е токму поврзано со младите. Младите се повеќе, за жал, одлучуваат да го напуштат главниот град, одлучуваат да ја напуштат всушност и Македонија, меѓутоа еве се иселуваат се повеќе од Скопје како главен град на државата. Како да се спречи тој тренд на масовно иселување, ете конкретно и на младиот интелектуалец денес? Па за жал, тој тренд, таа бела чума не погодува и нас, и јас неодамна имав една колумна каде што извадив за потребите на колумната, извадив некои податоци од проекциите на Светска банка и на нашиот завод за статистика кои што велат дека до 2050 година ќе имаме повеќе од, значи за наредните 25 години, повеќе, односно помалку околу 500.000 жители во Република Македонија, значи некаде околу 1.250.000, 1.300.000 жители, што е запрепастувачка бројка. Значи тука не е само одливот на кадри кои што оди, намалениот наталитет, нели тука е во прашање, меѓутоа од друга страна па ние не им пружаме можност на младите
или тие се скромни можности кои што ние им ги пружаме на младите за да можат нормално да заработуваат и да останат во својата држава. Од друга страна, значи, и политичките партии мора да се отворат малку пошироко, некој оние лепачи на плакати кои што немаат појма, па по било која цена мора да бидат вработени на работни места кои што апсолутно не одговараат на нивните квалификации. Такви примери имаме бројни. Јас, иако не работам директно во државната администрација, меѓутоа честопати сум присутен на средби и на состаноци и знам колку знаат државните службеници. Верувајте, тоа е страшно. Тоа е страшно, бидејќи таму имате голем број, прво не само што имаме пребукирана администрација, преоптеретен на административен апарат, од друга страна неписменоста е страшна, незнаењето е страшно. И како доаѓаат властите, тие гледаат да ги удомат своите партиски кадри и тоа се мултиплицира од година на година и затоа сме на ова дереч. Кога ќе се води сметка за професионалноста, за стручноста, за знаењето, значи на еден конкурс кога ќе се јават, ако има најдобри резултати него, тогаш морате да го изберете него. Не можете да го изберете третиот, петиот или шестиот заради тоа што некој ургирал или е припадник неодредена политичка партија. Само на тој начин можеме ние да се спасиме и да ги привлечеме младите. Дали постои доволна поврзаност помеѓу универзитетите и помеѓу локалната самоуправа за решавање токму на тие локални градски проблеми, можеби? Па мислам дека не постои. Во тој дел, нели, единица на локалната самоуправа се надлежни за локалниот економски развој, меѓутоа многу малку внимание се посветува, од друга страна потребите се многу големи, така да се уште многу работи зависат од централната власт и оттаму во тој сегмент мислам дека локалната самоуправа се уште е пасивна, односно не може доволно да одговори на потребите за вработување, од друга страна па имате и голем број на општини кои се исто така преоптеретени со службеници, кои што дел се од минатото, а дел се примени за време на новите градоначалници. Со заминувањето на градоначалниците тие остануваат на своите позиции, кога ќе дојде некој нема храброст, нема водејќи се некогаш нели од жалост, некогаш од други побуди, ги остават на тие работно место и тие се трутови на тие единици на локалната самоуправа најголеми и едноставно се терет за самата општина. Професоре, повеќе од 30 на години сте учесник во општествено-политичкото делување, така јас ќе го кажам во главниот град. Повеќе од 30 години критикувам и се надевам дека нешто ќе вроди со плод. Па мислам дека да, се менува ситуацијата порано. Велеа, видете го, овој само критикува, сега мислам дека е сменета малку бидејќи се покажа дека времето покажа дека моите критики, моите забелешки во најголем дел, не велам дека не сум погрешен, меѓутоа во најголем дел биле правилни. Колку вистински го чувствувате Скопје како ваш дом? Па не можам да не го чувствувам. Јас сум роден во Љубанци на 5 километри од овде каде што сме сега. Така. Инаку сум од 64 година во Бутел и останувам таму да живеам. Јас живеам во Скопје. Јас честопати кога ќе ме прашаат некоја дали знаете оваа улица, јас сум како поштар, велам, ги знам сите улици во Скопје, ги знам сите мала во Скопје. Така да, постојано јас сум и динамичен човек, постојано комуницирам со луѓе. Имате ли место во главниот град на кое што постојано му се навраќате, кога ви треба мир, тишина, простор за вас? Имам. Прво, најголема тишина е во мојот дом, најубаво се чувствувам, меѓутоа сигурно дека имам одредени места каде што одам малку да се релаксирам со другари, со пријатели, да седнеме, да се помуабетиме, релаксирано, без неоптеретени со политички теми, апсолутно оние секојдневни скопски теми, што би рекол, ги дискутираме и така тие ми се најубавите моменти. Некојаш знаеме малку и повеќе да заседиме, меѓутоа во принцип убаво ни е на сите и помалку дома не караат, помалку дома им сметаме, а од друга страна сигурно дека собствениот дом, своето собствено катче
Јас не би го менувал за ни еден дел од градот Скопје. Какво е Скопје во вашите спомени, од вашата младост, од вашето детство, како го памтите главниот град низ текот на годините нааназад? Па беше, Скопје имаше убав живот, меѓутоа некако спласна во последниве години, се поремети. Јас се сеќавам уште на времето кога излегувавме во град, не работеа повеќе од 10 часот, ниту дискотеките, ниту имаше автобуси, мораше да се пред 10 сат да се прибереме. Споминавте, ова ќе ве прашам подоцна нешто за јавниот превоз. Да, мораше да се прибереме порано, меѓутоа потоа се отиде во крајност. За мене, јас разбирам, можеби во петок навечер, сабота, меѓутоа не разбирам да вие во понеделник, вторник, среда или четврток да излегувате во 12 часот, да доаѓате во 5 часот дома и утрената треба да идете на работа, да се појавите на работа. Ниту има работа од вас, ниту сте способни, ниту можете нешто да сработите. Мислам дека се променија времињата, во овој сегмент на полошо се променија. Ја не велам дека младите не треба да уживаат, да, меѓутоа за се има простор, има време и треба, нели, да бидеме нормални, будни, свежи при извршувањето на утрешните тековни обврски. Што е единствено клучно кое му недостига на главниот град? Па многу работи му недостигаат. Прво, сигурно гледаме дека проблемот со сообраќајот е страшен. И од ден на ден се повеќе и повеќе проблеми ќе имаме, бидејќи она што реков, кога се бетонизираше, Скопје не се водеше сметка. Се водеше сметка повеќе да инвеститорите добијат метар квадратен повеќе за градење, отколку да остават површини. Па не се случува да немаме каде да ги шириме улиците. Еве сега јас во разговор со дел од луѓето кои што му помагаме на, јас се надам, идниот градоначалник на град Скопје, за која што ја правиме програмата, мислам дека имаме интересни проекти кои се резултат и на потребите, меѓутоа е резултат и на нашето искуство. И во моментот имаме собрано околу 800 и повеќе проекти, меѓутоа ќе ги скратиме, ќе гледаме за новиот мандат да бидат оние проекти кои што ќе бидат функционални, кои што брзо ќе може да се реализираат, тоа што ќе биде ветено да биде реализирано. И на добар пат сме да направиме една сериозна програма и да отстраниме дел од недостатоците, бидејќи не можеме се да отстраниме. Наталожени се проблемите во последните 15-20 на години. Меѓутоа, сметам дека сега ќе мораме да работиме уште пожестоко, посилно темпо, поударнички, што би рекле, за да можеме да коригираме дел од сите овие аномалии кои што сите ги чувствуваме во градот. Кога сме ке предстојните локални избори, дел па и скоро сите градоначалници веќе како и да ги почнаа своите кампањи за изборите, кој ќе биде апелот кој ќе го упатиме до идната генерација, можеби локални политичари? Па немам некој посебен. Кој да биде избор за градоначалник ќе мора да се посвети сериозно на работата. Не може да ја свати како функција која е дадена и тој треба 4 години да ужива, напротив, треба да работи многу макотрпно, затоа што граѓаните очекуваат од тој што ќе го изберат, да го направи животот во нивната населба, во нивната локална средина подобар, да има возможни подобри услови за живот, едноставно да се посветат на тоа да сите овие 10 градоначалници во градот Скопје и сите они останати нели во Република Македонија во општините да дадат свој придонес и да останат забележени во историјата на градот како луѓе кои што придонеле со одредено нешто, бидејќи сепак е тоа голема сатисфакција, од друга страна па и голем успех за секој градоначалник, за секој град да реши дел од проблемите секој оној кој што ќе дојде на одредена позиција. Студентите ве доживуваат како универзитетски професор, меѓутоа ние ве читаме и во колумни, а од друга страна вие се занимавате покрај во политиката и со хармониката. Секако јас ќе искористам тука минути да ве прашам и на тоа поле. Постојано сте активен на проекти, нешто позади камерите ми споменавте и некој светски фестивал, светски настан. Па ајде малку и за тоа, професорот, со тоа поле кај ќе го заокружуваме ова наше. Па вака, јас многумина кога впливав во политичките води 90-те години,
ме познаваа како човек кој што свири хармоника и се појавува по медиумите како млад успешен, тогаш бидејќи во тој период јас бев 3 пати втор, 3 пати трет на надпреварите прва хармоника на Југославија во Соко Бања. И најголем дел од нив ме доживува како хармоникаш, не знаеа дека јас сум во меѓувреме дипломиран правник, па понатаму магистрирав и докторирав. Меѓутоа, кога дојдов на позицијата председател на собрание, јас прекинав со свирењето. Жалам, еве, да и денеска навистина ми е жал, направив една голема пауза, јас требаше да прекинам со свирењето во смисла на настапи, меѓутоа не целосно да се откажам од мојата прва љубовест, така сакам да кажувам за мојот омилен инструмент. За жал, 28 години паузирав и корона кризата за некој нели донесе лоши спомени, мене можам да кажам дека навистина добри, бидејќи немав како да го пополнам тој простор. Пишував книги, меѓутоа ми беше потребен одмор, релакс, а одморот и релаксот ми беше во хармониката и почнав како почетник од прво еднаш, бидејќи многу години се велат не се заборава. Да, не се заборава, меѓутоа вие може да го имате во глава, меѓутоа не можете да го отсвирите, не работат прстите. И со тие силни технички вежби почнав и после 4,5-5 години направив еден храбар чекор, снимив една композиција и кога слушнаа како свирам моите, би рекол, од таа страна колеги, се воодушевија и тоа ми беше мотив повеќе да снимам нови други композиции, па така да издадов едно CD со мои најнови композиции, инструментални ора, кои што ги издаде Сезам продукција од Белград. Крајот на месец септември ќе излезе ПГП РТС, најголемата продукцијска куќа на Балканот, изрази желба да издаде мои композиции и тие ќе бидат исто така, мислам, големо освежување на музичката сцена, а во меѓувреме јас не стојам мирно покрај тоа што работам на моите две нови книги, тоа е Локална самоуправа и Современи политички системи, второ дополнето издание. Јас паралелно вежбам и се спремам за еден светски надпревар, тоа е во Париз, во Монтерже. Го поменав првиот дел, сега испратив програма, снимена во живо, 8-минутна програма. Ја нареков Балкански колаж, така бидејќи има од разни поднебја од разни региони нели на Балканот, одредена музика, меѓу другото има и одредени класични елементи. И сметам дека би требало да изненадам доколку влезам во финалето. Се надевам со оглед на ова што го работам, што го вежбам, и сега со нетрпение очекувам да видам дали ќе ја прифатат програмата и доколку ја прифатат, тогаш 2 месеци исклучително ќе се посветам само на тој светски надпревар за да успехот. Ќе одморите малку од политиката? Па Колку градот? нема да одморам, јас и понатаму ќе пишам колумни, бидејќи видите кога јас сум човек кој што реагира брзо. Ќе видам одредена аномалија, одреден проблем, одредена недоследност и веднаш седнам и пишувам колумни. Јас имам напишано повеќе од 400, да не речем и 500 колумни. Некако ми стана рутина, меѓутоа не можам да одолеам, односно да премолчам, не можам да премолчам на нешто кога ќе видам, а знам дека не е во согласно со моите принципи, не е легално, не е легитимно и така натаму, и како човек правдолюбив веднаш реагирам. Кога говоревме за музиката, колку во градот се случуваат културни случувања и те поврзани токму со музиката, некако како да ве гледаме почесто во соседството на такви проекти, колку во Скопје се случува музикајте? Па немам, мислам дека некако како да е заменен тој културно забавен живот во градот, што се случува, јас не знам дали е тоа моментална криза. Да, мене ми има мал повеќе на страна, повеќе морам да ви кажам дека кога го слушнаа моето име и презиме, бидејќи сум еден од ретките кои што освоил толку награди, па ми викаат на повеќе фестивали, па меѓу другото бев на фестивалот во Соко Бања во жири комисија, па во Бихач исто така настапив. Требаше да биде од надпреварувачки карактер, меѓутоа стана ревијален, па морав да настапам со хармониката, да и босанската јавност ја види мојата уметност, така да имам и неколку понуди од Авас продукција да снимам за нив.
Ети еден апел, може би, до градот да поддржи некои вакви проекти од меѓународно значење, кои што ќе се случуваат тука во Скопје. Па не само градот, туку и Министерството за култура. Министерството за култура исто мора да поддржи вакви или слични проекти кои што се од големо значење за нашата држава, без разлика од која област на музиката, дали е поп, дали е забавна, дали е народна, дали е нели фолк, класика, дали е, значи мораме да имаме одредени случувања и тука тие културно-информативни центри кои што ги имаат нели општините мораат малку повеќе и самите општини да во буџетите малку повеќе да одвојуваат средства за негување, да речеме, на културата и културно-забавниот живот во нивната општина. Срамота е, знаете што, значи ние немаме, денове слушав една полемика помеѓу еден градоначелник и помеѓу еден естраден уметник. И навистина жално е кога гледате дека парите на граѓаните, кога се зборува за културата, за македонците, за нас што живееме тука, што живеат, мене не ме интересира да заработам од музика, бидејќи нели на друго поле сум приоритиран, меѓутоа и тие уметници мора да живеат и треба да имаат настапи и не можете вие да илјадници евра, стотици илјадници евра давате на други уметници од една страна, од друга страна да не ги протежирате, да не ги почитувате вашите домашни звезди кои што кога ќе отидат на страна се сериозни звезди, големи звезди, меѓутоа овде кај нас се некако маргинализирани. Добро, тука се отвара и една друга тема за која што ќе ни треба уште цела емисија да ја направиме. Секако, професоре. Така го наметнав, патем, нели, бидејќи на тоа падна. Ќе посакам успех во сите сфери на вашето делување, а Бога ми ги има многу. Ќе се заблагодарам уште еднаш што бевте дел од локалната програма на Вистинска телевизија. Ќе ви се заблагодарам за опширното излагање вечерва. Ми беше драго, ми беше чест. Се надевам дека после локалните избори може и да говориме за некои нови теми поврзани со главниот град. Ќе ми биде задоволство, уште еднаш и јас благодарам за поканата. Драго ми е што сте навистина спремна новинарка, која велам спремна, значи се спремате за секоја емисија и темелито ги обработувате темите и на човек му е драго да разговара со ваков соговорник. Благодарам. И благодарам. Почитувани гледачи, овде и вам ќе ви се заблагодарам. Скопје ми е дома со универзитетскиот професор Јове Кекеновски. Се надевам дека бевме интересни, овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме наредната седмица во истиот термин. Довидување. Таму е Скопје, град мој љубав лише.